По првиот протестен ден на оризопроизводителите во Облешево може да се издвои суштината на проблемите на релација држава-земјоделци. Неа ја соопшти еден од тие што работат по нивите и што протестираат заради екзистенција. Субвенциите за нас се како лижавче за детето, кое служи како залажувалка. Контрапораката е дајте им на производителите реални цени и сигурен откуп. Тогаш субвенции нема да им требаат. Многу вистини има во таквата констатација, гледајќи низ децениите наназад, што се случува во оризопроизводството и не само во него. Вредните земјоделци велат дека субвенциите се за неработниците, бидејќи нив ги добиваат и тие што произведуваат рекордни количини и врвен квалитет и тие што се подпросечни, што по основ на посејани површини, што по количини. Истовремено се средство на власта да ги купува земјоделците за сопствените политички цели. Настрана малверзациите, во кои главниот број го имаат откупувачите и преработувачите, кои на еден или друг начин го собираат кајмакот од субвенциите. Што му донесоа субвенциите на оризопроизводството? Само стагнација во секој поглед. Земјоделците наместо семење сеат меркантил. Квалитетот на оризот е полош од година во година. Приносите се подпросечни, проблемите со наводнување, заштитата од плевели, жетва, луштење не се поместени ниту за милиметар, а државата се расфрла со народни пари за разноразни субвенционирања, како да е тарапана, особено пред избори.